Во земја каде полицијата долго време повеќе служеше на власта отколку на законот, секој потек кој носи одговорност е важен показател за работата на системот. Во изминатата година МВР презеде чекори кои ретко можеа да се видат во минатото. Последниот пример е разрешувањето на началникот од Демир Хисар, поради сомнение за сериозни пропусти и непочитување на службените обврски. Одлука која се смета за речиси преседан со оглед на тоа дека порано вакви скандали најчесто се премолчуваа. И ова не е изолиран случај. Пред само неколку месеци беше суспендиран и поднесена му беше кривична пријава на граничниот полицаец од Блаце, кој го пропушти поранешниот вице-премиер Артан Груби да ја премине границата без соодветна контрола, зашто доби суспензија. Овие потези, според експертите, носат сигнал дека МВР се движи кон повеќе отчетност и непристрасно почитување на законот. На овие примери со полициски службеник во Блаце, ова што се случи во Демир Хисар и секаде каде што брзо и ефикасно се преземаат мерки за равчистување на состојбите, на слабостите и незаконитото работење и постапување на полициските службеници, влеваат надеж и даваат надеж дека во Министерството за внатрешни работи на вистина има раководна структура која има честни намери да раководит и да создадит една ситуација во која што граѓаните ќе веруваат и ќе имаат доверба. Разликата, додаваат експертите, е особено видлива кога се споредува со времето на претходната власт, кога вакви мерки беа речиси незамисливи, а институциите се користеа за заштита на партиски интереси или за политички пресметки. Барем јас сум сведок на она што се случуваше во последните 7-8 години на владењето на СДС, кога Министерството кадровски беше уништено. Луѓе, верувајте дека се поставува на високи позиции лица со кривични пријави, осудени за кривични дела. Знаете дека имав невојден период и началник на оделот за гонење на кривични дела од областа на недозволената трговија со дрога. Сега е клучно овие мерки да се претворат во континуирана и непристрасна пракса, а не во повремени акции за смирување на јавниот притисок. Одговорноста, сметаат експертите, мора да стане нераскинлив дел од работата на секој кој ја носи униформата, а граѓаните очекуваат стабилна и праведна институција, а не привремени исклучоци.